Нов голем проект на Штипскиот универзитет започнува со мерење на загадувањето на воздухот. Во наредниот период, вработените и студентите на Факултетот за технички науки ќе го анализираат влијанието на цврстите честички во воздухот врз луѓето. За почеток ќе се анализира амбиенталниот воздух во Скопје и Тетово. Генерално проектот треба да обезбеди една слика за тоа колкава е реалната изложеност на населението во различни активности. Значи население кое што се движи со јавен превоз, население кое што се движи со сопствени моторни возила, тие што одат со велосипед или пеш, на експонираноста нивна на амбиенталните честички. Освен во Скопје и Тетово, универзитетот самостојно планира проектот да го прошири во југоисточниот дел на државата. Во оние средини кај што делува универзитетот, тоа е делот на југоисточна Македонија, ние ќе развиеме телеметриската мрежа, значи сами ќе развиеме телеметриската мрежа и ќе ги дадеме информации на Министерството за животна средина, сите ќе ги добиеме со нашите станици кои ги располагаме како универзитет и со таа програма ќе помогнеме максимално во поглед на зајакнувањето на капацитетите на Министерството за животна средина и неговите врски со универзитетите и со научните установи во Република Македонија. Сево ова е во насока на поголема заштита на животната средина преку точно лоцирање на големите загадувачи. Ќе знаеме точно и влијанието, тоест процентот на загадувачите на амбиенталниот воздух. Така што знаејќи ги тие проценти, точни проценти, нема веќе да се шпекулира во јавноста кој колку влијае во загадувањето. Туку ќе знаеме точен индикатор и ќе можеме после да изготвуваме планови во таа насока. Првите резултати од проектот УГД и Министерството за животна средина ќе ги добијат за околу една година. Буџетот за проектот е околу 2,5 милиони денари, а крајната цел е УГД да помогне на Министерството за животна средина во донесување на мерки за непосредна заштита на населението во услови на зголемена загаденост на воздухот.